Вести на Канал 8. Добар ден. Се уште не е позната точната вредност на штетите што ги предизвикаа поплавите во општина Кочани. Комисијата за проценка работи на утврдување на вкупната штета по пристигнатите пријави и од увидите на лице место. Општинската комисија за проценка на штетите се уште ги сумира податоците од последиците што ги предизвикаа поплавите во Кочанско. Вкупната вредност на уништените материјални добра во земјоделството и инфраструктурата треба да биде позната наскоро, пошто и официјално ќе биде соопштена во јавноста, велат од комисијата. Според пријавите што пристигнале, но и од увидот што е направен на лице место, констатирано е дека најголема штета на дојдената вода од брегалници и од другите водотеци направила кај земјоделските површини. Иако немало големо оштетување кај есенските култури, сепак од нанесениот ерозивен материјал, како и од оштетување на дел од нивите покрај речните корита, ќе им предизвикаат проблеми на земјоделците пред престојната пролетна сеидба. Исто така, индиректни оштетувања поради поплавите имало и кај постојната инфраструктура, а тие биле предизвикани од принудното прекупување на асфалтот на локалните патни правци кон селата Прибачево и Мојанци. Интензивните врнежи и зголемениот доток на вода кон крајот на јануари и почетокот на февруари предизвикале проблеми и на други локации. При тоа регистрирани се и оштетување на сообраќајната инфраструктура од помали свлечишта и паѓање карпи и земја на делопланинските патишта. Откако Комисијата за проценка на штетите ќе ја утврди вкупната сума, ќе треба да ја пријави во соодветните државни органи од каде ќе се бара финансиска помош за санација. Целата постапка треба да биде завршена до средината на овој месец. Автобуската постојка во Стришани веќе нема да можат да ја користат граѓаните кои патуваат на меѓуградските автобуски линии. Превозниците излегоа со соопштение дека од сега само на автобуската станица ќе ги примаат патниците за другите градови во државата. Автобусите на Автоатом и на другите компании кои вршат меѓуградски автобуски превоз од Кочани веќе нема да застануваат на постојката во Стришани. Од сега, сите патници кои ќе патуваат за Штип, Велес, Скопје, Струмица, Охрид и другите градови нема да можат одовде да се качат во автобусите. Со вакво официјално писмено соопштение излегува од кочанскиот превозник, упатувајќи ги граѓаните кои имаат намера да користат автобуски превоз да се качуваат исклучиво од автобуската станица во Кочани. При тоа се нагласува дека известувањето се однесува за сите автобуски превозници, односно и за компаниите чие седиште е во друг град. На нашето барање за објаснување на ваквата новина, од Автоатом рекоа дека нема што да се додаде на веќе објавеното писмено известување, односно дека тие само ги почитуваат законските одредби за меѓуградскиот линијски превоз. Според одредбите, не било дозволено да се земаат или оставаат патници на места што не се предвидени за таа намена. За патување кон друг град, патниците ќе мора да дојдат на автобуската станица и оттаму да се качат во автобусите. Сепак, автобуската постојка во Стришани нема целосно да згасне, затоа што ќе може да се користи за локалниот автобуски превоз до населените места во општина Кочани, како и за јавниот градски превоз. Според одговорните, тоа би требало да придонесе и за известно намалување на застоите и сообраќајниот метеж што се јавува во утринските и попладневните шпицеви, кога на едно место застануваа автобусите и за меѓуградскиот и за општинскиот превоз. Постојката во Стришани со години ја извршува намената, за што е обележена со потребната вертикална и хоризонтална сигнализација. Она, поради што деновиве стана актуелна во јавноста, е упатената забелешка за поправка на настрешницата и за доуредување на просторот. Отворен ден за жителите на Виница со генералниот директор на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор од значење за Републиката. Информациите најмногу се однесуваа на Законот за изменување и дополнување на Законот за домување. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор започна со проектот Отворен ден со граѓаните. Средбата со жителите на Виница се одржа во кабинетот на градоначалникот Дончев. Граѓаните можеа да се информираат за сите прашања што ги имаат по однос на откупот на општествени станови согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за домување, прашањата кои што се поврзани со работењето на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор. Средбите со граѓаните ги одржа генералниот директор Цветко Грозданов. Законот кој што го донесе владата на Република Македонија,
кој што заклучно со 31 март треба сите оние граѓани кои што имаат општествени станови да, значи, аплицираат за до решавање сите оние кои што го немаат решено правен статус, да го решат со тоа што ќе треба да аплицираат и да поднесат одредена документација до Министерството за транспорт и врски како би можеле, значи, да го регулираат правен статус на овие станови. Доколку има потреба, до нашата подрачна единица во Кочани, до раководителот, значи, ќе може да се обратат и да им се помогне во смисла на обезбедување или до обезбедување на одредена документација за овие станови. Оно што би сакал да го напомнам е дека во периодот кој што следи, нашето акционерско друштво или акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор во наредната година ќе отпочнеме, значи, со реализација на еден проект кој што ќе се однесува на Виница, поточно за изградба на индивидуални стамбени згради, кои што се предвидуваат тука, така да заедно со градоначалникот на Виница разговаравме за можноста за изградба на овие објекти кои што ќе бидат наменети за лицата со ниски примања, поточно социјално ранливите категории. Сакам да ги известам граѓаните кои што се корисници на станови добиени по програмата за изградба на станови на лица со ниски примања и млади брачни парови. Имено има една категорија на граѓани кои што се им стечени договорите, кои што беа на 5 години. Владата донесе одлука со која што и дава можност и поволност да до 31 март пред акционерското друштво за стопанисување на стамбени простор поднесат барања и сега има две можности. Можат да поднесат барање за продолжување на договорот за 5 години, меѓутоа има можност да поднесат и барање за откуп на становите под услови кои што се предвидени во одлуката и кои што се доста поволни за граѓаните. Директорот Светков во изјавата ги образложи и новините, односно поволностите што ги нуди и акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор. Поволноста, ако зборуваме во смисла на комерцијалната градба кај нашето акционерско друштво, е тоа што секој пат представуваме еден вид на барометар или еден вид на сидро, во кое што не даваме можност за качување или вештачко подигнување на цената на квадратен метар коштање на стамбена површина. Така да секој пат одиме со реална пазарна цена и втората работа во која што даваме тоа е сигурноста дека нашето акционерско друштво работи по сите стандарди кои што ги предвидува градежништвото и дека она што ќе се договориме тоа и ќе го испочитуваме. И квалитетот е загарантиран. Отворени денови со граѓаните се одржуваат и во други градови во Македонија, согласно однапред утврдениот план. Граѓаните кои немаат познавања за работа со компјутер или не говорат англиски или германски јазик, ќе може да се пријават за курсевите што ги организира локалната самоуправа. Обуката е бесплатна, а пријавувањето е до 15 март. Со цел да им се даде можност на возрастните лица да изучуваат странски јазик и информатика, Општина Кочани продолжи со организирањето бесплатни курсеви. Таквата практика ќе се спроведе 5-та година поред и ќе ги опфаќа сите заинтересирани граѓани на возраст над 18 години, кои претходно ги посетувале курсевите. Стручните служби од Општина Кочани информираат дека и годинава ќе се организираат курсеви по англиски и германски јазик, како и по информатика. Англискиот јазик ќе се изучува од втори степен, германскиот од четврти, а курсевите по информатика продолжуваат од вториот степен. Предавањата, како и досега, ќе бидат во основните општински училишта Свети Кирил и Методи, Раде Кратовче, Никола Карев, Малина Попиванова и Крсте Петков Мисирков. Бројот на групите ќе зависи од интересот на граѓаните. При тоа, групите за јазиците ќе се формираат дополнително, во зависност од бројот на пријавени кандидати и од степенот. За курсот по информатика, бројот на слушатели е ограничен според бројот на компјутери во секое училиште. Минатата година наставата ја посетуваа околу 300 кандидати, а најголем интерес имаше за изучување на германскиот јазик. Предавачи беа наставниците по соодветните предмети од училиштата во Кочани, кои наставата за курсевите ја изведуваат волонтерски. Пријавувањето трае до 15 март, со посебен образец што се добива во едношалтерската канцеларија на Општина Кочани. Курсевите ќе започнат од 20 март. Во Виница достојно одбележана годишнината од смртта на капетан Кирчо Димитриов. Централниот настан се одржа пред бистата на капетанот во кругот на локалната самоуправа. Пред спомен бистата на капетан Кирчо Димитриов во Виница беше одбележана годишнината од неговата погибија. 14 години поминаа од како тој трагично го загуби животот во воениот конфликт во 2001 година на возраст од 33 години.
Кон значењето на датумот се осварна Гоце Георгиев, председател на Општинската организација на резервни офицери на Македонија Виница. Денес, на денешен ден, пред 14 години, загина нашиот сограѓанин, капетан Кирчо Димитриов, кој беше првиот македонски офицер кој загина во војната во 2001 година. Општинската организација на резервни офицери на Република Македонија Виница секоја година на овој датум организира честување во чест на Кирчо, но и на сите бранители кои ги дадоа своите животи во војната 2001 година, како и сите други кои загинаа за темелите на македонската државност. И оваа година, како и претходните, со едноминутно молчење, полагање свежо цвеќе и осврат кон животот и делото на капетан Кирчо Димитриов, што го дадоа четворица ученици, беше одбележена годишнината од неговата смрт. Денешниот 4 март 2001 година беше кобниот ден за Кирчо и неговиот колега Дејан од Куманово, кој извршувајќи службената должност на местото викано Рамно, близу Танушевци, со возило наидоа на нагазна мина која го разнесе возилото и ги однесе нивните животи. Кирчо зад себе ги остави сопругата и своите два сина, тогаш малолетни. Пред спомен бистата на капетанот свежо цвеќе положија неговите најблиски од фамилијата, представници на армијата на Република Македонија, градоначалникот Дончев и делегација од општината. Кирчо беше влюбеник од најрана младост и посветен на војската, почитуван и авторитетен старешина. Тој беше поборник за ред, дисциплина, војничко другарство и дружелюбие на чесната и одговорна задача на која ја подари младоста и ги подреди сите други обврски во животот и во семејството, беше кажано меѓу другото на одбележувањето на годишнината. Основното училиште Малина Попиванова победник на општинскиот сообраќајен надпревар, што во организација на полициската станица Кочани и општината се одржа во салата на мултикултурниот центар. Учениците покажаа дека имаат доволни познавања од областа на сообраќајот. На училишниот квиз "Колку го познаваш сообраќајот", учениците покажаа дека доволно ги познаваат сообраќајните правила и прописи. Квизот, чија цел е да се зголеми степенот на знаење од областа на сообраќајот, а со тоа и нивото на сообраќајната култура кај младата популација, и во организација на Одсегот за превенција при секторот за внатрешни работи ШТИП, во соработка со мисијата на ОПСЕ во Република Македонија и општина Кочани. Учествуваа ученици од 6, 7 и 8 оделение од сите основни училишта од општините Кочани, Зрновци и Чечиново Облешево. Најдобри се покажаа учениците од основното училиште Малина Попиванова. Сакаме да нагласиме дека учениците, како учесници во патниот сообраќај, кога патуваат од домот до училиштето и обратно, се изложени на најголеми опасности предизвикани од возачите, а почесто и од самите пешаци. За таа цел се организираат низа активности, и тоа преку воспитно-образовниот систем, соучество во сообраќајни секции, низа активности спроведени од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Меѓутоа, ова не е доволно. Младите секојдневно треба да се едуцираат од областа на сообраќајот. Квиз надпреварот е дел од програмата за поддршка на образованието на општина Кочани, како и дел од програмата од Оделот за превенција на полициската станица Кочани. Учениците редовно го изучуваат техничкото образование во 5 и 6 оделение, а изборно во 7, 8 и 9 оделение. Сите овие прашања кои што беа поставени, повеќето од учениците ги знаеа одговорите на сите прашања, што значи ние сме сосема задоволни од постигањата кои што ги имаат учениците, го научиле она не само што им е задолжение во училиштето, туку и малку повеќе од тоа. За забавниот дел се погрижија учениците од Раде Кратовче, кои се представија со интересни точки. Сите учесници во квизот беа облечени во мајци и капи со логото "Учиме да бидеме побезбедни во сообраќајот" и добија пригодни награди од мисијата на ОПСЕ. Едукативно предавање за заштита и превенција од туберкулоза организираше невладината организација ХЕРА. На семинарот во Скопје учествуваше Кочанското училиште Малина Попиванова. Целна група се децата и возрастните од ромската популација. Невладината ХЕРА со едукативни семинари и предавања за превенција и заштита од туберкулозата. Оделенски наставник од основното училиште Малина Попиванова присуствуваше на обуката која што организираше ХЕРА и знаењата ги пренесуваат на учениците, родителите и наставниот кадар. Работилницата која што се одржа денеска е со учениците активисти на Црвениот крст, а целта е запознавање на учениците и вработените со туберкулозата како болест. Целна група во овој момент
спрема податоците на невладината организација HERA е ромите, ромската популација и сите останати кои се на некој начин вмешани или на директен или индиректен начин се запознаени и вмешани во болеста туберкулоза. В петок ќе следува едукативна работилница за вработените, а за родителите ќе биде организирана откако представниците од невладината HERA ќе извршат детекција на ранливите семејства во населбата каде што живеат нашите роми. Целта е што повеќе да се организираат групи на луѓе кои што имаат едукација во врска со туберкулозата, како и сите други болести кои што се пренесуваат по сексуален пат, иако туберкулозата не е една од нив, но целта да имаме повеќе свесно население. И низ другите градови правиме вакви презентации, иначе убаво е да се напомене дека ово училиште Малина Поп Иванова е единственото кое што учествуваше кочанско училиште на нашата обука, која што е организирана од страна на HERA. Во моментов на ниво на Македонија има 93 лица заболени од туберкулоза и според статистиката се наоѓаме во земјите со низок процент на заболени од оваа болест. Инаку вакцината против туберкулозата која што е ставена во редовниот календар за имунизација е главната превенција од болеста. Рестораните преполни, туристичките агенции со полни раце работа за дочек на празникот на жената. Голем интерес има и за прославување надвор од државата. Кога е во прашање 8 март, жените од Кочани уште еднаш покажаа дека сакаат да патуваат и достојно да го прослават празникот. Истанбул, Врњачка бања, Лутраки, Банско, Петрич се едни од најбараните дестинации за патување по повод празникот на жената 8 март. Туристичките агенции со поволни и богати понуди за дочек на празникот, но и рестораните во Кочани и надвор од градот се закажани до последно место. Тоа уште еднаш ја покажува заинтересираноста на жените од Кочани за достојно прославување на празникот. Најповеќе се интересираат за Врњачка бања. Тоа е превоз со едно ноќевање на база полупансион, а и со дочек на 8 март со свечена вечера и музика. После е заинтересираноста исто за Петрич, еднодневна екскурзија, има доста заинтересирани и најчесто за Банско. За еднодневните се движат некаде околу 500, зависи од километража. За Лутраки е 1000 денара, а за Петрич е 500 денара. А другите се движат од 3100, моментално за Врњачка бања со едно ноќевање, па се движат некаде до 5800, односно до 6200. 8 март е денот кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Идејата за посебен ден посветен на жената потекнува од почетокот на 20 век. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во Соединетите Американски држави по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка. Проследеа спортската информација. Во Виница одржани зонските надпревари во кошарка за основци. Младинците на Слога патуваат за Хрватска. Одигран зонски кошаркарски надпревар за основци во салата Капетан Кирчо Димитриов. На денешната програма беше само еден надпревар помеѓу екипите на Свети Кирил и Методи и Славчо Стоименски. Поради проблеми со уплатата на котизациите, немаше представници од другите општини. Во единствениот надпревар помеѓу екипите на Свети Кирил и Методи и Славчо Стоименски победи екипата на Свети Кирил и Методи со резултат 49-41. Регионалниот турнир ќе се одигра на неутрален терен, таму ќе биде добиен патникот за државното правенство. Надпреварот беше одигран во спортската сала Кирчо Димитриов токму на одбележувањето на годишнината од неговата смрт. Салата неговото име го доби минатата година. Младинската екипа на 1934 пак попладнево одржа тренинг пред заминувањето за Хрватска на меѓународниот турнир во Дарувар.
Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Најновите информации ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.